Првиот гостин за денеска е Бојан Кордалов, кој што е специјалист за пиар и за нови медиуми, а разговараме ова утро за дигитализацијата, која што, како што вели тој, не се спроведува на хартија или со стратегии, кои што се или со стратегии кои што се само напишани, туку со конкретни предлози и во пракса. Добро утро. Добро утро, да. Хартија и дигитализација на прва не одат заедно, меѓутоа се почнува на хартија, дали тоа ќе го ставите на компјутер или ќе го напишете со пенкало, меѓутоа за да се спроведе, мора да се оствари, мора да се работи на тоа, а кај нас генерално гледаме за се, па така и за дигитализацијата, стратегии, планови, програми, кои што се важни, меѓутоа мора да се преде на дело. Пред да преминеме ние на обработка на темата, уште еднаш не да се подсетиме, туку да дефинираме што е тоа дигитализација и зошто ни е потребна. Треба да бидеме практични. Ова секогаш треба да го кажуваме, затоа што се уште постои голем број од населението, особено во Македонија, кое што не е свесно за придобивките што ги добива. Има и опасности, има и последици негативни, меѓутоа придобивките се чини дека се многу потешки од Јас сум поборник апсолутно за тоа дека мора да бидеме директни и отворени и да кажем дека дигитализацијата прво мора да значи избор. Дека никој кој што во овој момент не сака да преде онлайн, дека не треба да се плаши, да се чувствува дека ќе има обврска го направи тоа. Значи просто, ако сакате да одите по шалтери, ако сакате да пополнувате во хартија, да се возите до едно место до друго место и да остварувате услуги, ќе си го правите понатаму. Меѓутоа, ако сакате побрзо да ги вршите работите, да ги вршите од вашиот мобилен телефон, патем кој што статистиката покажува дека над 90% го користат. Над 100%. Да, меѓутоа поврзан на интернет, 80 и нешто, со новиот попис ќе дојде над 90% сега, го користат, тогаш треба да се даде таква можност. Кај нас досега таквите можности да ги остварувате вашите услуги, комуникација со државните институции, меѓутоа и во рамки на општеството како признаени документи и постапки многу ретко има. И еве ќе дадам уште еден пример, во пандемијата видовме дека може тоа да се промени веднаш. Значи, сите кои што имавме потреба да склучуваме договори или да носиме документи, а не можевме да бидеме физички присутни или на исто место, тоа го правевме по имейл, го правевме по било каков друг формат на електронска комуникација, системот функционираше. Ја споменавте пандемијата, тогаш се работеше од дома и системите функционираат. Се намалуваа реалните трошоци од луѓето присутни на работа, се намалуваше опасноста луѓето да пренесат заразата меѓу себе. Значи, кога се сака и кога е добро испланирано, се може. Так. Но не треба да го правиме тоа кога има опасности. Треба да биде избор. Значи, знаете како, ако вие сакате денеска да извадите извод, меѓутоа ви треба сега, веднаш. Значи, вие само се логирате на односно го отварате вашиот телефон и во 2 минути ја вадите таа услуга. Така функционира светот, така треба функционираме ние. Втора работа, ако вие седите на некој шалтер, физички се уште ви викаат, ви треба тоа и тоа и тоа, место вие да се враќате назад, одите во оваа институција, во онаа институција, во онаа, собирате документи, чекате 5 дена, 7 работни дена и така натаму, тоа го правите само онлайн и веднаш ги испраќате, дури на шалтерот физички ги испраќате на некој имейл адреса. На крајната фаза, сите што не сакаат, не мора ни да одат физички го прават тоа, заради тоа што тоа не е проблем, тоа е предност. Сме збореле многу пати, сакам да потенцираме. Тие саат време или 10 дена што нема да ги трошите за шалтери, вие ќе ги трошите на вас, на вашите деца, ќе ги трошите на вашите внуци, ќе ги трошите да се релаксирате, ќе ги трошите да сработите нешто. Едноставно, што сакате тоа да правите. Не е дека вие ќе станете помрзеливи или вие дека ќе се, како велим, улежите. Само да станеме поефикасни. Поефикасни и попосветени на себе и на нашите блиски, на кои што немаме време сега да им се посветиме. Зошто? Затоа што одиме на шалтери. Зошто? Затоа што одиме да вадиме хартија, која што, како да ви кажем, може да се направи со еден клик. Вие ако ги прашате денеска младите, меѓутоа и секој од нас, мејл можете да напишете кога сакате. Документ да побарате или некоја информација да можете и во 5 сабајле, можете и во 1 попладне. И сега ние тоа не го рефлектираме како придобивка во општеството, ние губиме, не другите. Велите, дигитализацијата не можеме да ја спроведеме со константно носење стратегии и разни планови на хартија, потребно е да се засукаат ракавите и суштински да се работи. На надлежните им дадовте серија на конкретни предлози со кои што може значително да се засили процесот на дигитализација. Кои се тие предлози?
има повеќе предлози, меѓутоа ќе се фокусирам на неколку. Првата, која што уште пред неколку години ја дадовме, беше намалување на цената на услугите кои што би се ваделе дигитално за 90%. Например, ако вие можете извадите документ онлайн кој што чини 200 денари, во период од една година можете да го извадите за само 20 денари ако тоа го направите по електронски пат. Што е идејата? Идејата е дека во тој период од една година многу луѓе, многу компании, многу организации ќе пројдат и ќе го испитаат системот како функционира. Значи ќе видат дали таа услуга дигитално им одговара, кои се придобивките и дали би сакале тоа понатаму да го прават. Тоа е под број 1. Под број 2 ќе се направи притисок врз институциите да бидат многу поефикасни и да бидат посветени на давањето такви услуги. Под број 3 ќе им помогнеме на луѓето во време на криза. Зошто да плаќаат поголеми издатоци, поголеми трошоци да вадат документи кои може тоа да го прават по разумна цена. Втората работа е мотивација. Ние секој дневно или секоја година слушаме за потреба зголемување на плати. Јас секогаш кажам тоа е оправдано и потребно, заради тоа што не може да растат само цените, нормално треба да растат и платите. Меѓутоа, за да има логика, многу е важно да бидат платите поврзани со услуга кон граѓаните. Бидејќи јас ако работам во државна институција и давам услуги кон граѓаните, тие ме плаќаат мене. И сега ако ние кажеме во ред, секоја институција која што ќе се дигитализира, ќе даде дигитални услуги кон граѓаните како можност, кој сака се продолжува во хартија, ќе добие веднаш 10% покачување на плата. После 6 месеци, година дена, како ќе се утврди? Ако се утврди дека таа функција, односно тие услуги функционираат, добива дополнителни 10% на плата. Следната година разговараме за други придобивки или за други покачувања. Едноставно го врзуваме покачувањето на платите во институциите кон граѓаните, а не кон политичките партии и кон политичките кампањи како потрага или подкуп за гласови. Значи едноставно да ја смениме таа филозофија и да вратиме назад дека заедно граѓаните и институциите се партнери во процесот, бидејќи ако вие одите на шалтер или ако правите дигитално за да извадите некоја услуга, таа институција е ваша. Ја вадите документ од вашата институција што ја плаќате, да. Не сте вие непријатели. Ние денеска се доведовме во ситуација поради бирократизација, политика, политички подкупи, да на шалтер се гледаме во суштина како најголеми непријатели, како некој од страна да ја плаќа таа институција, не ние. И дигитализацијата тоа ќе го смени. Значи има начини како може, ќе набрам за почеток ако ми дозволите уште едно. Третата иницијален предлог, тоа е зголемување на повратот на ДДВ преку апликацијата Мој ДДВ. Кога ќе правите онлайн трансакции, нарачувате нешто онлайн, плаќате нешто онлайн и така натаму, да имате поголем поврат. Повторно, ги поддржуваме луѓето, граѓаните, граѓанките да добиваат секој од нас повеќе поврат, но во исто време мотивираме да се развијат нови професии како доставувачи, како сортирачи, како луѓе кои што операционализираат. Тоа беше прашањето кое последователно се наметнува од одговорот. Ќе кажам лично искуство. Најголема придобивка за мене од дигитализацијата е тагот на возилата на патарините. Поминуваш десно, не чекаш, рампата се крева, проаѓаш. Цената е 20 на евра за оној што патува. Така е. А цената на патарината е иста. Исто тоа, луѓето се плашат дека со воведување на дигитализацијата ќе се загубат работни места. Дали е тоа точно? Секој од нас, секој човек има право да стравува. Значи мора да кажеме од старт дека секогаш кога нешто ново се прави, стравови постојат. И ние ако се доведеме во ситуација да се поделиме на луѓе што се за дигитализација и против, ние нема да мрднеме како општество. Ние всушност постојано се делиме за ова, против ова, за вака, против. Не. Че работата е секој да има избор плюс, секој да има можност плюс. Тоа е првата работа. Втората работа околу патарините, ама кога одите за Охрид нема, не ви важи тој. Па добро, не во идеални услови зборуваме. Да. За жал поспор оди и затоа и луѓето не можат рамномерно и целосно да добијат довербата во дигитализацијата. Вие само во коридорот кон Грција. Кон Србија, Грција, кој што минува преку Македонија, но дека другите патарини, особено кон Охрид, тоа не можете да го искористите. И третата работа, статистички, научно, фактички, е докажано дека не само што не се губат, туку се отвараат и се создаваат нови работни места. И таа преквалификација оди лесно. Луѓето треба да сватат дека дигитализацијата е наменета и за во наводници неукиот човек за технологија, да може да ја свати, да ја разбере и брзо да ја абсорбира. Апсолутно. На крајот на криштата, вие кога користите платформа за комуникација, за настава, таа платформа има 7 команди.
7 копчиња, таа нема напредни вештини каде што вие кодирате и програмирате. На прв поглед може би делува така со бои и со копчиња, меѓутоа кога ќе се свати, кога ќе се испроба, тоа е многу едноставно. Во ред, ама знаете како, ние ќе опуштиме телевизорот и ја гледаме најновата кола, најновото возило, најновиот паметен стан, најновата машина, алат, со кој што нешто правиме во домаќинството, а не бушиме или не маваме со чекање, туку користиме електрични, електронски машини. Меѓутоа, ако ќе го исклучиме телевизорот, викаме не, ова другово не. Си правиме штета на себе. Бидејќи дигиталните алатки постојат за ни олеснат нас. Отпорот значи регрес практично. Отпорот значи страф. И мора јасно да се каже дека го разбираме. Не треба да се каже вие не сте доволно паметни, не сте доволно ворете. Втората работа која што мора јасно да се каже е дека ако ние спречуваме дигитализација на нашите деца, им намалуваме плата. Платите во IT индустријата стигна оваа година, ние секој пат си ја кажуваме, да кажам најновата 84.000 денари просечна плата. И сега, знаете како, ако спречуваме упорно дигитализација, затоа што ние се плашиме за нашето работно место, речеме работиме како копир и така натаму, нашето дете кој што има дигитални вештини нема да стигне до плата од 80, 90, 100, 120.000, туку ќе го држиме во истиот ризик како што ние се држиме денеска со 200, 300, 400 или 500 евра плата, кои што се убави плати, но многу минимални. Мислам убави споредно со социјална помош, меѓутоа многу мали споредно со реалните трошоци на живот кои што сите од нас ги заслужуваат и секако сакаме да им ги даеме нашите деца. Ако ни е надофат 90.000 денари, зашто не го овозможиме тоа на младите? Треба да размислуваме на еднината секогаш, може би да се движиме и бавно, со малку скепса, меѓутоа мора да туркаме кон напред. Дали е опасна дигитализацијата за податоците, за животот воопшто? Апсолутно. Ако влеземе во играта на дигитализација без да бидеме заштитени, без да се обезбедиме, апсолутно е опасна. Тоа е како да, не знам, отворите трезор на Народна банка, ама не го обезбедите со сите стандарди на сефови, обезбедување, или отворите институција каде што циркулираат многу луѓе, а при тоа немате систем на обезбедување. И тоа не можете, како што не го дозволуваме офлайн или во секојдневниот простор, не можеме да го направиме ни таму. Значи, едноставно, кога ги селиме базите на податоци, кога ги селиме чувствителните информации во онлайн просторот, мора да се погрижиме да има серија на заштити, почнувајќи од антивирусни, антиспам, буквално антихакерски, сајбер безбедност на целосно ниво. За жал, ние многу ретко го правиме тоа така. Напротив, многу почесто велиме, ајде од денеска како институција го правиме тоа, па за безбедноста ќе мислиме понатаму. Гледате последиците какви се кога се случува такво нешто. И ако сакаме да го измениме, мора да предвидиме и финансиски средства, мора да предвидиме и план за такви работи. На крајот на краиштата тие професии и тие вработувања така доаѓаат. Кога вие ќе предвидите сајбер безбедност, што ви е неопходна, ќе имате илјадници, десетици илјади нови вработувања кои што општеството до сега ги немало. Таа е практичната примена како можеби некои професии се губат, ама нови се отвараат. И тука балансот е или еднаков, или повеќе во полза на новите вработувања, особено што се многу подобро платени. Кој треба да биде перјаница на дигитализацијата? Дали една држава на својата територија треба да дозволи приватниот сектор да го турка општеството напред, или треба со иницијативи, со закони, со нормативи државата да го поттикне тоа, па потоа кој е подобар нека победи во наводници, нели, во таа трка за преземање на приматот на дигитализацијата. Или со стратегии. Или со стратегија, да. За мене перијаница во буквален смисла зборот не постои, меѓутоа процесот мора да го фасилитира државата, односно институциите. Овој процес на дигитализација мора да биде надпартиски и национален процес во кој што место ќе има за секого. Јас имам чувство, не само јас, секој граѓанин, граѓанка, ако ги прашате, дека многу често сите вакви процеси, една партија, една влада сака да си ги присвои за себе, дека таа е заслужна да ги направила. Значи, некои процеси бараат сите да сме заслужни. Тоа е дигитализација. Сите национална стратегија. Да. Без разлика кој треба да спроведува. Применлива, пошто имаме национална стратегија, ама дали е... Значи, такви теми се дигитализацијата, таква тема е образованието, таква тема е доброто здравство, таква тема е чистиот воздух. И тоа не може да каже една влада, јас го изчисти воздухот. Како што една влада не го загадила, туку сите ние, низ години под различни власти сме дозволиле да дојде до ова. И така и прочистувањето мора да пројде компромис на сите. Вработување на млади, неиселување на млади, тоа се исто приоритети кои што мора заеднички да се прават.
А перијаницата или координацијата секако треба да имаат институциите, бидејќи и бизнисот, фирмите и ние како граѓани ги плаќаме тие институции, затоа треба да се одработат својата работа. Така што ако се направи малце поинклузивен процес, се надевам, имавме и средба со новиот министер за информатичко општество, господин Талију, се надевам дека од она што ни кажа голема основа има да тргне натаму работата, бидејќи досега за жал повеќе се водеше и се води во потесни кругови, односно во позатворени кругови и секој на своја страна. Нема така перспектива за дигитализацијата. Само сите заедно, секој да го даде својот придонес и почитување на луѓето. Особено тие кои што во прв момент не сакаат дигитализација. Да, мора да имаат луѓето избор. Почитување да им се каже имате право, вие сте даношни врзници исто како другите. Каква услуга ќе решите во хартија или онлайн е ваш избор. Немојте да се чувствувате дека некој вас ве напаѓа и обратно, немојте вие да ги напаѓате тие кои што сакаат онлайн. Секој својот избор, така имаме добра држава и така имаме општество што може да напредува. Спротивно ве гледате како сме до сега. Бојан Кордалов, специјалист за пиар и за нови медиуми, темата беше дигитализација и стратегијата која што не сме да остане само на хартија, туку мора практично да се применува. Благодариме што одвоивте минути денеска во Македонија наутро, ве чекаме со друга тема во оваа иста област. Отворени се вратите на МТВ за вас секогаш.